Почитувани браќа и сестри македонци, денес сме тука пред апелационен суд. Од една страна да ги охрабриме нашите 16 мина браќа кои се кривично осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност во Собранието на Република Македонија од настаните од 27 април. Христијанско братство сочувствува со вас во овој тежок период и за вас и вашата фамилија. Вие, браќа наши, бевте изиграни и паднавте на еден креиран случај и со тоа бевте свесно навлечени да извршите кривично дело, со тоа што насилно влеговте во собрание и нападнавте една политичка група. Но во никој случај не сте терористи за кои што денес ве судат и осудуваат. Вие вашата казна за тој упад во собрание ја отслуживте. Но жалното во сето ова е што режисерите на овој настан за кој што вие гниете во затвор денес се на слобода. А добро знаеме сите ние и вие кои се тие. Од друга страна, денес сме тука со една молба и барање до судиите во апелационен суд. Ве замолуваме, ние христијанско братство како аполитичка, родолюбна, патриотска, револуционерна, хуманитарна и пресеверска организација, да ги усвоите нивните жалби, да ги ослободите. Доволно ги казнивте и нив самите и нивните семејства. Денес и вие знаете и свести сте колку само прекршување на устав и на закони има прекршено таа политичка група која беше нападната на 27 април. Со огромни примеси на предавство. Затоа ве молиме, не потпаѓајте под нивните притисоци и закони, ослободете ги. Ако тие не заслужуваат, тогаш размислете за нивните деца. Не стварајте омраза кон нив уште како мали спрема судството и спрема Македонија. Затоа што со каква мера вие денес им судите на нив, со таква мера ќе ви се суди утре на вас. Но од Господ ве молам, нека победи разумот и човечноста во вас. Да живее Република Македонија. Да живее! Чеки се стои тука, нека слика, слики, не видео. На